Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е 21 часот, ова е подкаст Радар, јас сум Соти Костов и имаме договор на долго трајање да се дружиме во ова време, да разговараме за актуелни теми, за мори и горливи теми да разговараме и во ова жешко и долго лето на тема криминал, корупција, има ли правда, има ли правдина, има влади ли правата во Република Македонија, подобар соговорник од Љубомир Ѓурчевски, ја мислам не може да се најде. Експертизата му е на многу високо ниво, има големо искуство, а не му недостасува и знаење. Добро вечер, Ѓурчевски. Добро вечер за Добро ни дојде. Како слушателите и гледачите на Радар. Ние сме тука малку поопуштено тераме. Не тераме како во тоа студијата што не шминкаат, што не подрсуваат. Како си ми? Здравствено добро се држиш? Здравствено добро. Уште трчиш по 7-8 километри на сабајне? Алавна ти, ја тоа ти завидувам. 7:00 јас сум на Кеј, 7:00 јас сум на Кеј. Недела ден имав една мала здравствена криза. Докторот ми рече ако не одам брзо, за почеток, а потоа ако не трчам, тешко мене. Ќе го постиш. Ќе земам искуство од тебе. Значи, тоа мора да имате движење. Значи, нас не се и такви годините, јас веќе 65 години, значи ти си млади за мене? Да, добро, ама такви. Треба да ме слушаш. Такви ни се годините каде што треба да се одржуваме здравствено, затоа што знаете како ние веќе сме органи со ремонт, нешто, се нешто фали, се нешто недостасува, висок притисок, не знам ова, не знам стентови. Нека тера, уште некоја година не е лошо. Инаку да ви кажам, вечерашниот мој соговорник се знаеме многу одамна, од онаа време се знае, од социјализмот да ви кажам, ама нешто сега во демократијата многу по се дружиме, нема туку тоа мечовите ќе ги вкрстиме во некој телевизиско студио. Може би некој пат така ја дигаме тензијата, ама си остануваме пријатели, соработници и се почитуваме. Бар ја го почитувам, за него не знам. Не, за почитувањето е обострано, тука нема сомнение. Ја вечерва еден слоган ќе дадам. Така. Шлаквар за емисијата, така. Да пуштиме матрова вода. Дали во поглед на куќниот притвор нашето правосудство стана VIP просторија, VIP салон, бидејќи нешто немаве. Овие политичари веќе згранат милиони долари или евра, ќе ги снема 14 години на службено патување биле, оној филмот Отец на службеном путу, ќе дојдат, ќе се пријават, како ништо да не било, наместо, како што е редот, а ти многу добро го знаеш, да не речам цело работен век. Видете злоупотребата на мерките за обезбедување на осомничено. Да, значи, пазете, мерките за обезбедување на осомничено или на обвинето лице во постапката, факт е дека во Република Македонија се злоупотребуваат во смисла на тоа кога истите треба да бидат изречени врз олигарси, врз политички елити и така натака и тогаш ја добиваме оваа состојба која што ја добиваме за да едноставно од куќниот притвор направиме VIP салон. Баш така и. Значи така испаѓат и така довеѓат. Ајде друг шлакворд. Јојо правосудство така за отфрлање на кривични пријави, полицијата ќе пушти, обвинителите или судот ќе повлече. Еве најновиот случај, молам да го актуализираме. Еве денеска на пример што се случи, обвинителството за организиран криминал се откажува од гонење за модуларните болници за Тетово, каде што изгореа 14 луѓе и каде што нели требаше да се спроведи една целосна истрага во врска со квалитетот на материјалите, квалитетот на градбите на тие модуларни болници и така натака, вграде безбедноста во истите и така натака, затоа што тамо се згрижуваа луѓе. Тамо, значи, тие луѓе сме ги доведувале во опасност, небезбедно и така натака, и сега излегува според она што беше соопштено од обвинителството дека во истрагата се повикуваат на некоја си одлука донесена на 24 ноември 2020 година од страна на владата, каде што вика дека тие не морало да бидат по некои стандарди градени и така натака, па јас викам, па што не донеле
одлука да ги градат од картони. Комуна, тука картони, крај решен проблем. Ислама. Да, кал ислама е, тоа веќе пак е држи некоја градба, него така да мислам дека ова што ни се случи. Таму кој беше таму? Таму имавме поранеше потпредседател на влада и голем бизнисмен. Не, таму беше Филипче, министер беше. Да, тоа од политичкиот дел сега. Да. Од мешаниот дел. И политичар и бизнисмен. Така. И директор, министерот за здравство. Анџушев и министерот за здравство. Чучевски, се прашам, да не случајно ова не е поврзано со истекот на мандатот на сегашниот шеф на организиран криминал? Видете, можно да е поврзано. Да не чистење на фиоките, стојат ама негативно чистење. Основи на тоа сомнение стојат затоа што вие знаете нас, односно беше најавено пред именување на новиот државен обвинител на Ненад Савески, пред да биде именуван, вие знаете дека нас ни се случи да се откажат од истрага за делот на набавката на мазутот, нели? И сите оние загадувања на човековата околина. 146 милиони. Да, 167 милиони беше. 167 милиони беше целата таа сделка, каде што на еден од осумничените му беше вратен пасошот да можел да оди на свадба до Босфор. На Босфор и пазете, беше прекинат ефективниот притвор како мерка за обезбедување, притолкавам значи вкупниот бизнис е 167 милиони, ма јас знаете што викам, 10% нека е чиста добивка, 10% и ако таму се увезуваше според основаните сомненија, односно според истрагата, имаме увоз на канцероген мазут, кој што генерално сите оние држави кои што сакаат да се ослободат затоа што загадува човековата околина, го даваат бесплатно да го извезите од Германија, од Италија, од Швајцарија, од Белгија, од Холандија и така натака. Не да платите, него они ви плаќаат за да го изнесите. А овде тој бил внесуван и употребуван во Неготино, во термоелектраната и Што ти кажеме на работа? Кога таа обвинителката се откажа од овие предмети. Така. Капушевски, сите, да. Јаовски и така. Ја вака реков. Да по некоја случајност. Ја бев обвинител. Така. А да ти беше министер за внатрешни работи. Ако во првите 24 часа таа обвинителка не биде процесуирана, тоа е голема брука за обвинителот и за полицијата. Не, тоа е, пазете, најголемата брука е за Советот на јавни обвинители. Викаме, Советот на јавни обвинители, според Законот за јавно обвинителство, е контролен орган, нели? Да. Ако вас во јавното обвинителство, без разлика се организационите единици, дали тоа е оделот за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал, дали е тоа вишото јавно обвинителство, некое од 4 виши јавни обвинителства, или е некое основно јавно обвинителство, кога имаме ние таква една глупост која што до толку многу го иритират вкупниот законодавен систем во државата и го нарушува функционирањето на правниот систем во државата, да не се преземат мерки. Тоа ми беше зборот, ја оваа иронија што кажа претходно. На Тошковски екипата со месеци работеше на тој предмет, сериозно приде, сериозно обвинение, толку време го чува, размислуваа некои си година и половина без малку, го пуштаа едниот да оди да си доаѓа да се шета, за да на крајот обвинителката одлучи дека таму нема. Така, и сега се поставува. Тоа е срамота. Тоа и сега се поставува прашањето. Иначе не очекувам од Совет на обвинители. Не, дозволе, не очекувам ни јас. Јас не очекувам ни јас. А редот е да. Затоа што ние сите очекувавме да се донесат овие системски закони за реформа, остана само уште законот за избори, нели? Да се донесат законот за судски совет, законот за Совет на јавни обвинители, да се извршат измени на законот за јавно обвинителство. Знаете како го донесоа во 2020 година, наврат на нос го донесоа тој закон. Насила, насилнички, она го нема никаде. Од тој начин на СЈО, да. Мушна во сите, да, нешто нелегално. Предметите нелегално ги додели. Нелегално ги додели. Да, и таа болка ние во системот се уште че чувствуваме додека не равчистиме со тоа, со тие специјални јавни обвинителства, со тие специјални јавни обвинители. Еве сега има најава дека Страсбур оди во насока на тоа дека аболицијата од Ѓорѓе Иванов е законита, уставна. Што правиме тука?
Ја не познавам неуставна. Бе и точно тоа. Аболиција не се поништува. Не се поништува. Го кажав тоа истата година и реков ќе молчам, бидејќи се јавија многу контра и реков ајде ќе видите времето што. И времето сега тоа го покажува, но дозволете. Имавме ние таму осудени со политички монтирани предмети. Например, во делот на Тенк, каде што госпоѓата таму нема дело. Нема дело. Нема дело, па тоа сакаме. Министерката го заменикот за финансии. Имаме премиер кој е одсутен. Таму нема дело. Нема дело. Нема штета, ти многу добро тоа го знаеш. Да, и сега. За да ти си стотици да речеме кривични пријави. Да, и тоа носно. Ако нема штета, нема штета, нема оштете, нема дело. Нема дело. Значи во самата дефиниција на кривичното дело што викаме да е предвидено во закон, да има оштетена и да е казниво. Ако ги нема тие елементи, нема кривично дело. Значи нема и одеднаш сега вие кога ја гледате таа работа на тие монтирани процеси и кога ќе ја видите вие уште згора на она што ни се случи со Академијата за судии и обвинители, поништување на цела генерација, синови, ќерки, непотизам, снаи, кумови, кумашини и така натака, и згора на врвот кога во оделот за организиран криминал вие носите човек кој што не одработил ни 10 предмети. Значи, пазете, во оделот за организиран криминал треба да донесите раководител, барем со најмалку 15 години стаж во јавното обвинителство, барем да има застапувано едно 50-100 предмети во судската постапка, од кои што барем се... Имаш видено гласовите како е гласано кој го избрал? Знам. Цела Источна Македонија гласа за него. За него. И сега пазете, барем... Знаеш кај бил центарот за кампања? Штипското јавно обвинителство. Да, вишото јавно обвинителство во Штип, него пазете што ми е зборот. Ако тој обвинител во тие 15 години условно застапувал 500 предмети во со обвинителни акти, барем 70% да ги добил. 70-30. Прво ниту застапувал, ниту добил. Ниту застапувал, ниту добил. Одел на лов, бе. Пазете, ние со тоа затоа го доведовне судството и обвинителството, ги доведовне со онај со она и љуби да се слика у лежерни пози на троседи и на глава да му павка. И сега вие како мораме вака сме саркастични, не бива. Не, ама како сакате да одиме напред? Треба сите да се запрашаме што оставаме за генерациите после нас. Да. За генерациите, пазете, не може некој пред да дипломират на факултет да положи. Ќе ни судат или нема да ни судат? Па ќе ни судат и би требало да ни судат. Би требало. Знаете, ние како викавне на времето, нели, од онај период кога ја правевне транзицијата, затоа што сме ние таа генерација која што викавне Европа вздај, кога го создававне Млад борец, Европа сега. Кога го создававне Млад борец, кога се отвара досијата за Елен Камен, за викендиците. Млад борец го создадовме порано. Него најаката екипа на Млад борец, македонската пролет ја изведе од Млад борец. Да, беше од порано, ама викаме, новинарите во Млад борец и во студентски збор од 85-та до 90-та, значи тогаш излегоа, значи оние мемуари на Вера Ацева, на Лазар Колишевски, значи да, се отвори целиот процес за Елен Камен, за викендиците на во Струга. Тоа беше едно ехо од неуспехот на либералите на 70-тите години. Така. И полека кога дувнаа ветриштата од Прага, од Словенија, од Затака, од сите страни, значи вие гледате и почна и кања си. Сега вие гледате, ние сме во таа генерација сме вршеле некакви функции во Сојузот на социјалистичката младина, тоа јас никогаш не бегам од тоа, никогаш не бегам од тој багаж. Ја па ич. Кој како сака. И вада слики со штафета по два. Да, ама јас сум била на акција. Ама ние сум јас сум бил по акции, тоа не значи да не се навраќаме. И сега вие кога ќе видите, но тогаш кадровската политика имаше еден нормален тек, значи на развој. Од она што викаме музичка младина, филмска младина, не знам, општинските организации, младинските работни акции, сето тоа си имаше свој еден драж на изградување на кадар, кој што понатака... Сега прикуно, цак, набрзо. Не, сега пазете се... Фалсификат диплома, не. Испит правосуден. Да, ама пазете што е проблемот. Проблемот е што таквите кадри се лесни за
купување, за манипулирање и за купување од разузнавачките служби. И после викаме, зошто е ние толку силно влијанието од надвор? Па затоа ние толку силно влијанието од надвор и сега ние се прашуваме кој ни го донесе негово обвинителство, зошто висшето јавно обвинителство бил централниот штаб на изборот во Штип, висшето јавно обвинителство, не основното јавно обвинителство во Штип. И долгогодишни обвинителски кадри на нас. Така. И кога ќе видите сите овие афери што излегоа во судството за зидани пари, не знам, примање пари, подкупи и така натака, све се суди од апелација од Штип кои што дојдоа во Врховен суд, во нарекол Змиско гнездо. Змиско гнездо, така, затоа што викаме ние сега гледате како ни се врти. Најнеспособниот кадар пак го добиваме ние во обвинителството и затоа цела генерација, тоа беше срам за Македонија, како ти викат америчкиот амбасадор, чекајте, ние толку пари истуривне за реформа во судството, каде се парите? Ај вака сега. Добивме нов обвинител, не знам дали се екипирал, поминаа неколку месеци. Така. Преквалификација за груби по-лесно дело. Видете, ајде да го искоментираме. Па затоа те викнав. Ја нема да коментирам. Односот за груби да. Јас само ќе те мотивирам и буцкам. Јас вака. Значи чекањето за поднесување на обвинителниот акт, без разлика што ја променија законската квалификација, што отидоа со полесно кривично дело, што обвинителен предлог. Што не значи. Обвинителен предлог што не значи дека на главниот претрес, ако излезат и некои други докази, може да се изврши. Теоретски може. Теоретски. Збориме теоретски, но ама од утрето денот. Не, јас друго зборувам кај Артан Груби. Јас бев првиот уште дента кога влезе во Република Македонија, значи доброволно дојде, се врати од бегство, кој што кога му беше определена мерката притвор, кажав дека заради висината на материјалната штета и заради бегството мораше да оди барем 30 дена во ефективен притвор. Тоа е тоа е првата работа. Втората работа што тогаш јас ја искоментирав, која што и ден денеска висит во воздух, дека Артан Груби ќе биде црната, сега го нарекуваат црната кутија на Дуи, јас го нареков дека ќе биде лепа брена, односно дека ќе кажуваат, дека ќе изнесуваат податоци и така натака. Значи ова сум го кажал уште првите денови. Чекањето до последен ден да се продолжи мерката куќен притвор е за да го спасат неговиот живот. Ако не се поднесеше обвинителниот предлог и ако не се продолжеше мерката куќен притвор со полициско обезбедување со сите тие керифеки, вие верувајте дека ако Артан Груби излезеше на улица, без тоа Артан Груби ќе беа остварени сите оние закани поради кои што се врати во Република Македонија. Толку ли е бе он замерен со мафијата? Кој му се закана? Видете, подземјето? Не подземјето. Политичките елити во ДУИ и во организацијата, затоа што Артан Груби постојат основани постојат основани сомненија дека Артан Груби е возачот пред да биде вработен во холандската амбасада, е возачот во жолтата куќа. Тоа се основани сомненија. Доказ немам. Но затоа реков. Знаеме што се работеше во жолтата. Знаеме што се работеше и знаеме дека тоа беше истрага на Хаг. Крвни кривични дела. Сега, викаме тоа беше истрага на Хаг. Ако е тоа така, раководството на паравоената формација УЧК веќе се наоѓаат во Хаг, само уште господинот Али Ахмети, само уште тој не е однесен, и доколку се прозбори за сите оние, јас завчера за еден друг медиум искоментирав една работа. Дали Република Македонија заслужи да биде нападната од Косово, кога Република Македонија за време на НАТО кампањата на Косово прими 300.000 бегалци во Република Македонија, им даде престој. Ги угостивме, им даде престој. И затоа викам, го поставив тоа прашање. Хуманост покажав. Солидарност. Зато го поставив тоа прашање, дали Република Македонија требаше да биде нападната од Косово,
заради други повисоки интереси, не заради затоа што албанците не добија ништо со Охридскиот рамковен договор. Извинете што го спомнувам Охридскиот рамковен. Они ги има сите тие права. Има и високо образование, знаете претходно. Сега во рамка се ставени. Да, не, пазете. Претходно беше легализиран Тетовскиот универзитет како Штулов универзитет, нели како универзитет на Југоисточна Европа беше. Има средно образование, има паралелки во медицинскоја, има гимназијата Зефлуш Марко овде во Скопје, има во Тетово, во Гостивар, во Дебар, значи секаде средното образование, во делот на здравството и така. Пак ќе се вратам на онај период од младина. И кога бев исто во Социјалистички сојуз, кога бев член на председателство на општина Карпош. Ние со госпоѓата Тодорка Јанева, со председателката и со господинот Иван, одевне од куќа на куќа по селата албански да ги молиме да ги пуштаат девојчината да се школуваат по завршување на основно образование. Значи албанците не ги пушта од Дервен. Ние не сме ги сакале албанците, од Дервен не ги пушта. Од Дервен не ги не ги пушта по позитивна. Ние ги молевне да се вработуваат во државните институции и така натака. Секаде значи да се вработуваат. Првиот пратеник Исмет Рамадани беше 8 години директор на Зефлуш Марко на гимназијата. Да. Значи сите има и директорски позиции, има во првата влада Шабан Превала, не знам Джевџета Ередини, значи никој немал ништо против квалитетните албанци. Никој не. Джевџет Харедини, тоа права нега. Значи никој нема Кочански кај нема перис на устата, репка се што треба. Никој нема со факти. Со факти, ама никој нема ништо против квалитетните албанци. Да учествуваат во власт, во влада, министри и така натака. Значи никогаш тоа сме го немале ние тој проблем. Ние исто во МВР сме имале на највисоки позиции, сме имале началници, Јас сум цел живот со албанци, ама веќе не можам да докажувам дека имаме соживот. Ама еве ти, не, со животот ни се наруши. Сега многу тешко. Сега не е нарушен. Не, и сега, и сега. Крв кога потече, бомби кога фрлаат, динамити кога става. Се уште, па пазите, после Кумановските настани во 2015 година, значи повторно се врати тезата второ полувреме. Тоа беше неуспешен обид. Да, неуспешен обид. Крваво го платив. Да, али крваво го плативне, па затоа викам, па повторно се врати тезата за второ полувреме, за продолжение на ова, значи така да вриет работата. Јас зашто милувам да кажам, со Охридскиот договор ние го замрзнавме воениот конфликт, не го решивне, го замрзнавме. Но доби некој друг, потом во некоја друга емисија ќе разговараме, можеби малку. Слободно зборуваме, нема ја да прекинувам. Можеби малку пошироко ќе разговараме, затоа што рековме дека денешнава тема ќе ни биде повише за криминалот и корупцијата. Од таму доаѓа криминалот. Од таму доаѓа криминалот. Од тогаш корупцијата се издигна на највисоко ниво. Охридскиот рамковен договор е исполнет уште во првите 2 години. Јас ви тврдам дека колку е сменет уставот, се инкорпорирано во уставот. Ама не, пазете. Тиранската платформа, Мајскиот договор, победник со победник, нели, да се коалицира. Тие не ги признаваат. Не, па не само вие. Тие се све антиуставни. Законот за јазици, тие се носени насила. Тие целата во спротивно со уставот. Во спротивно со уставот, ама уставен суд. Затоа сега на уставен суд му се закануваат. Му се закануваат и уставен суд молчи. Уште не е не молчи. Овој председател ја разбурка работава. Кажа дека заштитата на законитост и уставноста му е на преден план, ама у составот има проблеми. Да, година дена немаме одлука. Немаме одлука. Пазете, според рамковниот договор, според Охридскиот рамковен договор, употребата на јазикот е јазик во службена употреба во единиците на локалната самоуправа каде што се над 20%. Тоа важи и за старо. А тоа е проблемот што не пише нигде албански јазик. Не пише така. Тоа е за малцинствата кои исполнуваат 20%. Сега уште јас за еден друг медиум исто зборував, ако се земи пописот од 2021 дека е фалсификуван, исто како 2002, а тогаш кога не им одговараше пописот во 2011 го прекина. Значи, целото тоа неуставно работење... Кривични пријави некако ги повлекувале. Све тоа се повлече и затоа викам дека зато тој попис, зато тој рамковен договор сам по себе генерират криминал. Тоа значи дека на нас сега во моментов, како граѓани, како
мултинационална држава. Генерални секретари и министри веќе се осудени од поранешната власт. Нас ни е и подитно потребно седнување, она што викаме, разговор, отварање на сите прашања и поставување цврст темел. Унитарна држава во која што ќе се почитуваат обележјата на држава. Првата реченица на Охридскиот договор е унитарност. Да не се гиба во унитарноста и територијалната целовитост на Македонија. Никој не го кажува тоа од нивна страна. Сега дозволете. Сега дозволете. Со ваши колеги од обвинителство и мои колеги често разговараме со оглед дека господинот Али Ахмети не е потписник на Охридскиот рамковен договор, него потписници се. Не сакам да кажам, тој се криеше, тој по телефон комуницираше. Не. Затоа се фали дека е негов договор. Така, затоа што ние од ними го добивме военото крило, а воено крило од паравоена формација никогаш не учествувало во влада. Политичко крило, окей, доколку политичкото нема политичко крило, затоа што беа координирани од сосема друг центар и од сосема други работи. Сега, тие веќе се во хак. Така. И сега вие кога ја гледате, кога ја поставувате работата, јас постојано викам, чекајте бе луѓе. Зошто оваа држава не ги врати делата од хашките случаеви кои што не застаруваат? Ми го следното прашање, алалдати. Кои што не срце ме боли за. Да, кои што не застаруваат. Ме разбирате, дајте да равчистиме една за секој пат судски, со правосилна судска пресуда и да кажеме има таму воени злосторства или нема воени? Ја ти кажам има. Ама јас знам дека имат. Затоа што јас сум бил на терен. На некој начин сум запознат со документацијата. Јас на многу места сум вршил претреси. Да. Затоа што јас тогаш работев во полиција. Мавровските работници, како нема дело? Така. Динамитите на нашите манастири, како нема дело? Ама имам закопувањата мртвите во јамик, како нема дело? Раководството на тој, како нема дело? Ти се молам. Не, дозволи. Сотир, јас сум, има еден куп живи колеги, инспекторот кој што на претрес, јас раководев со тој претрес, во Бутел, каде што најдовне паковка C4 спремна само да го става детонаторот и сите да летниме со се барака во воздух. 344 грама, тоа е еднакво некаде на десетина килограми течен ТНТ. Што да ти кажам? И сега кога ние сите знаеме во 2001 кој што сме работеле во полицијата, а ние имавме внатре во македонскиот блок имавме проблемчине. Оддавали така ни настрадаат децата во оние 2-3. Ама не, пазете ни, таму. Најголемиот број на погинати бранители, било да се од армијата, било да се од полицијата, све се од заседа. Карпалак и други колеги имаат пишувано, меѓу кои што, ајде, не сакам сега да ги спомнувам по име, ги знаеме, значи имаат пишувано дека таму немало паравоена формација на УЧК ни една. Ниту таа бригада, ниту оваа бригада, ниту овај, ниту онај, него дека врската треба да се барат со Жеден и Ребино, воената база на германскиот контингент од Умпредеп. Значи, стојат тие документи, не само јас ги коментирале многу други луѓе. И затоа викам, ако сакаме, ние мора подитно. Ја мислам, тие ќе бидат процесуирани, не знам дали ја ќе доживеат. Ќе бидат процесуирани, не застаруваат, него кочница се за вистинска демократија. За вистинска демократија, за вистински соживот. Живот заедно. За вистински соживот. Значи кочница се, тоа е кочницата, затоа што тие од време на време секогаш вие видите ја реториката заканите. Видете, пазете, ја поддржувам ова влада, значи сите тоа го знаат сите медиуми, јавно сум кажал дека ги поддржувам. Но председател на собрание на Илинден да замени надвор од Република Македонија. 2 години. Да. Мислам, не е вкусно. Јанеков ќе молчам до 3-та година. Не. Ути кругот се затвара на секој 3 години. И сега пазете. Ако и 3-та година, тоа не е случај. Конечно. Тоа не е коинциденција. Не е коинциденција. Конечно денеска, имам живци. Конечно денеска Дуи излезе со соопштение како вистинска опозиција. Тоа е вистинска опозиција. Не сум читал ништо. Не, денеска излезе со соопштение, бараме вонредни избори. Опозицијата секаде во светот.
После првите 100 дена... Не, ама тоа си е нивни проблем. После истекот на првите 100 дена од било која ново формирана влада, опозицијата прво што не дискутират како Филипче наш, ој што плескаат глупости, него прво што викат излегуваат на пресконференција и викат бараме вонредни избори. Бараме вонредни избори заради слабо функционирање на правен систем, на судски систем, на овој систем, на здравствен систем, на образовен систем и така. Значи, тоа е опозиција, конструктивна опозиција, аргументирано да извади афера за криминал и корупција. Која афера ја извадија? Една афера нека извадат за криминал и корупција во овие 2,5 години. Нема такви афери, нема скандали. А кај ми имаше по 2-3 на ден, јас не сум можел да ги анализирам сите. Значи не сме можеле да стигнеме да ги изанализираме. Тоа беше, луѓе, една лопата 280 милиони евра потрошија за автопатот за Охрид, за промена. Да го испрзат чекмеџето. Да, а не фрли една лопата асфалт. Тоа е многу чудно. Че менјале проект, нечино проект. А сега Македонија ти е градилиште. Градилиште е сега Македонија 5 автопати. Се гледа. Сега 5 автопати одат и сега ти одеднаш, пазете, се работи проектот за железницата, за брзата железница надоле. И сега вие Моли со бугарите тој ќе биде пробиен тој тунелот. Најверојатно. Ама пазете. Завчера читам една информација, јас ја знаев и пред тоа, затоа што мој најголем пријател во Куманово е Петар Попарсов. Знаете, поранешен пратеник, председател беше на општинскиот комитет, беше во Страсбург, горе и така натака. Неговиот дедо, еден од основачите на ВМРО, има најака изјава дадено уште 903 година во која што вика дословце: ние имаме поголем проблем од врховистите отколку од турците. Врховистичкото финансирање на четите во Македонија и така натака. И некој повеќе замешателство. Замешателство, ама не финансира, они ќе даја пари за Ама не. Малихерки за пиштоли, бомби. Не, они давале пари. Не, они некој ги земал. Така, они давале пари, ги земал, некој ги злоупотребувал и од тоа злоупотребување затоа се избрзало и востанието или Линденското востание. Не биле доволно спремни регионите. Не биле доволно спремни, немало доволно оружје, немало доволно опрема. Сем битолски од другите. Сем битолски. Добри серски од негде. Окрузите, значи, да се види, да се погледне суштината. А они, Гарванов и компанија, инсистирале на востание. Така Бугарскиот двор и владата. Да, и владата инсистирале. Зошто? Заради уништување на македонизмот и уништување на идејата за независна, за автономна Македонија. Ја тоа восстание успешно го рачунам. Па да. Јас сум еден од ретките. Направивме република. И беше прва република, прва на Балканите. Так, беше. Имавме председател на републиката. Имавме влада. Така. Имавме. Тоа што е задушено за 10 дена, тоа е судбина. Така. Тоа е судбина. Така да ја, за разлика и од некои историчари, не се согласувам дека е тоа неуспешно. Ама пазете, ние историчарите како ги гледаат работите. Коренот многу јаке. Историчарите како ги гледаат работите. Они ги гледаат по датум, по време, по место. На ден тој во тамо и тамо се случило тоа и тоа, барањата. Добре, последици позитивни, негативни. Последици позитивни, но не навлегуваат во суштината на нештото. Тоа е веќе идеологија. Не, тоа е разузнавање. Она што викаме дипломатија под маса. Дипломатија под маса. Ако големите сили останеле на членот 23 од Берлинскиот договор за создавање и реформа во Македонија од страна на Османлиското царство и создавање на автономна македонска држава, треба да има наместник, губернатор. Можеби не дозволи, можеби истото че сме го добиеле како што го добила Бугарија, кралска лоза. Наместник што викаме, кралска лоза. Но, ако застанеле они, верувајте ми дека тоа востание, како што почнало да се шири во првите денови, од тој аспект го сметам за позитивно. Леринско, Воденско, Костурско, моето поречие, ако некој го зборува двамо тамо, поречието и она што викаме брсјачката буна. Брсјачката буна е многу, затоа они ја надат. Зошто е брсјачката буна? Брсјачката буна е чистење на арнаутите.
на арнаутските чети кои што влегувале, па шибузукот кој што влегувал тамо. Нека ја погледнете, не излезе и вистината за она песна што ја пеат за Костадин војводата. Тој е од село Ботуше. Има некои работи не сега докрај да ги. Тоа е и Тиквешко восстание, тоа е Охридско Деварско восстание. Така, зато викам. Но големите сили немале слух за Македонија и они на царштината на Османлиската царштина и дозволуваа да го задуши тоа крваво да го задуши. За крвавоста на тоа восстание септемвриското писмо на Даме Груев нека го зема до султанот. Каде што дословце е кажано, ако се продолжи со таков терор, народот ќе мора да се дигне повторно. Значи, зато викаме од многу аспекти. И сега кога разговараме за криминалот и за корупцијата, јас често пати знам да кажам дека периодот од 2017 година до 2024 година до 6 месец, пошто нели на крајот на 6 месец се формираше нова влада, е направена толку штета во Република Македонија колку што не направил Турчино толкова штета. За 500 години. Абе, луѓе, вие не сте свесни, пазете, потрошени се во тој период некаде околу 30 милиарди евра буџетски пари. И јас вака викам, од тие, нека 50% биле за плати на државната администрација. 50% или 10 милиарди нека биле за капитални инвестиции. Ама белета што не биле капитални. Тука е белета. Тоа немој така да им даваш. Не биле, они немаат капитал. Они да имаат капитални инвестиции кога станеа на власт. Дозволи. Тие во буџетот се предвидени како средства за капитални инвестиции. А ги пренаменуваат и ги едноставно испаруваат. Тука се и оние 120 милиони за фабриката за електрични автомобили. Да. Ако ви текнуват. Абе, Формула 1 донесува фабрика направија. Така, стазата за Формула. Стазата за Формула. Изградија 1300 километри. Google дојде 1300 километри автопатишта. 1300 километри автопати изградија и така натака, го подобрија, ги исплатија субвенциите во земјоделие, го подобрија здравство. Да, па затоа министерот доскорошен 2 години само субвенции плаќаше за наназад за 4 години. За наназад, така е, затоа викаме. Значи, они едноставно над 13 милиарди евра ги злоупотребија, кои што при составување на буџетот, сме составували и ние буџети, при составување на буџетот тие се планирани како капитални инвестиции. За здравство, за образование. Абе, он една градинка не направија. Што правиме муавет? И сега истите тие... А децата ни се најмили. Така е, ама тука е иднината. И сега тие истите стануваат са бали, уште пред да појдат во тоалет да се измијат, викат бугари во устав. Пресови. Да, на пресовите. И он прво што кажуваат викат бугари во устав. Затоа Сотир. Тие су во парни пресконференции, знаеш како ги нареков и соопштенија? Инстаграм кувари. Инстаграм кувари, па убаво си ги нарекол. Филипче ќе му сервираат еден микс, он да го каже, другото го заборева. Ама јасно. И утредента пак си верла. И затоа викаме. И викам, ова се Инстаграм кувари. Иначе јас сум политички. Да, јас сум поборец. Јас секаде тоа го кажувам. Нас ни е потребна конструктивна опозиција. Еве ова денеска што дуи викат. Не, тоа не е конструктивна, ама е храбра. Не. Конструктивна е во собрание. Да, во собрание, ама не, дозволете. Да не прават такви обструкции. Сотир, да, во собрание да не прават обструкции на битниве закони, реформските закони. Како и да е похрабри се од СДСМ. Не само што се похрабри. Они денеска дословце настапија онака како што настапува секоја светска опозиција. Да, премиерот најави можност, ако веќе најави можност од евентуални идни воредни избори, еве ние одма прифаќаме и викаме дајте да... Многу велат направиле дека ќе имаме до година. Ама видете. Јас сакам да е 28. Да, јас сакам редовни избори. ВМРО еднаш да се истера цел мандат. Цел мандат, така. Бидејќи како почнале добро тера. Така. Показателите кажува дека сме на прав пат. Динамиката може да се забрза. Ама има баги обструкции, баги проблеми. За да се надмина тоа. И сега со избори ќе се бавиме. Вака сега, дозволи. Дуи тргна неконструктивно да блокират неколку битни закони со Бадинтер, кои што треба да се донесат со Бадинтер. Те малте гони. И сега вие одеднаш, значи тој дел на реформата не може да се направи. За да се направи таа реформа. Не, дека ќе се направи, него друго ми е зборот.
него покажи им дека они го немаат тој легитимитет во албанците како они што мислат дека го имаат. Дека Ивлен веќе е добро позициониран. Па овие избори покажа и претходните. Покажа, да. Ама и сега штом толку, нели, толку се, ајде, еве, најдемократски, без навреди, без закани, без навреди, без закани, без навреди, без закани, без ништо, многу добро. Ајде, добро, сакате вонредни избори, ајде да го донесиме законот за избори, нели ова што е блокирано, изборниот законник, да ја ставиме дијаспората да гласат, дуи тука нема проблем, вика да гласат. Стојат солидно. Да, стојат солидно, сакаат да гласат, ние викаме нашата дијаспора, да, сакаме да гласат, да направиме еден глас, една електронска адреса, значи од таа електронска адреса да бидете евидентирана во избирачкиот список и да се знае дека од таа адреса може да пристапи само Ѓурчевски Љубомир. И неговиот не може. Да нема дуплирање. Гласовите пак ќе ги брои Државната изборна комисија. Ме разбирате? Значи, у секој случај, не дај Боже Сталин да ги брои. Така, не дај Боже. И сега вие одеднаш, јас што викам, дајте бе нека се соочат, ајде да се соочиме сите, да излезиме, да си ја провериме довербата, да си ја провериме, сега ти не можеш избори да спреми за 2 месеци, сигурно 5-6 месеци. За најконкретно да броиме, ај вака. Така. За да видиме каде е Дуи, каде е Влен. Никаде. Чаир Дуи има градоначалник? Нема. Тетово Дуи има градоначалник? Нема. Струга има Дуи градоначалник? Нема. У Кичево како стои Дуи? Никако. Падна и у Кичево. Па кој у Кичево? Да бројам уште. Да бројам уште. Не треба. Значи Дуи го изгубни мнозинството во албанското гласачко тело. Ама пазете, храбро настапуваат. Они го изгубија мнозинството, јас да ти кажам, пошто јас ги знам албанските средини, Дуи. Има подобар рейтинг има во Липковскиот регион, за разлика од Влен, но нема во Арачиново, нема, значи, јас борам втората изборна единица, двојка. Да, има, ама сега, да, затоа што ако земиме целата изборна единица двојка, Куманово, Липково, Бутел, Чаир, Газибаба и Арачиново, општината која земиме, тамо Влен победи. И победувате, води. Ако ја земиме целата изборна единица 6, значи каде може Дуи да се надеват дека ќе победит во Желино, во Теарце, во селата, но не во градот. Но не во градот, но не во Тетово во градот. Не во Гостивар. Ако е во Гостивар имаат градоначалник благодарение на турските гласови. Но сега турските гласови сега полека се тргат. Три фракции, така. Македонците, албанците и турците. Албанскава што се распадува. Алијанса. Да. Али турските, ја мислам, турските, да. Тие се главниот, тие се клучот. И затоа зборувам, истото се случи и во Кичево. Истото се случи и затоа Дуи играт на дијаспората. Со голема стратегија во момерот да помане Христијан Мицковски, Струга и Кичево ги добија. Ама ти знаеш, јас сум по тие работи. Ама неспорно, Тоа е стратегија. Ама таа стратегија на Дуи му уништуваат барем едно 30.000 гласови. Ако они во основа секогаш имале измеѓу 100 и 120.000 гласови, сега јас ви тврдам, запамти го денеска датумов, јас ви тврдам дека Дуи нема да стигне до 100.000 гласови. Кога би имало вонредни избори. Не сум правила анализа. А Влен ќе стигне над 100.000. Но јас го поздравувам храброста со која што денеска Дуи излезе. Можеби со тоа они ќе си направат позиција за полесно да се реформираат. Господинот Али Ахмети да си појде во политичка, да си оди во политичка пензија и така натака, но викаме, јас ја поздравувам. Ако не го гибај Али Ахмети, ти се молам. Не, они вика. Он е the untouchable. Така, и затоа викаме дека они настапија денеска многу храбро и многу конструктивно по однос на барањето за вонредни парламентарни избори. И тоа јас го ценам. Се јавија СДС нешто? Не, СДС одбија одма, ад хок.
Ја отфрлија иницијативата. Па личи на. Да, они изјавата на Филип. Ако вчера велија спремни сме. Ама Филипче, знаете што викат? Ние не сакаме да кумуваме на тоа. ВМРО има 81 глас, нека ги распишат изборите. Ме разбираш, ние ќе учествуваме, а не ќе да се донеси закон. Инстаграм политички кувари. Значи, затоа викам, така да сега кога ќе споредите изјавата на ДУИ и изјавата на СДС, значи стварно изјавата на ДУИ е многу поконструктивна и личит на опозиција. И личит на опозицијска изјава. Личит на опозицијска изјава. А ова што СДСМ го даде, тоа е за плачење, за тажење. За тажење, да ги тажиш се. Не е криво тоа што се случува со СДСМ, ти кажам. Ама пазете, сите посакуваме Сотир. Ние сме деца на градени во политика. Од деца, од она што викаме титови пионери. Ме разбираш? Ја направив анализа у петот Ние сакаме распадот на СДСМ. Ние сакаме конструктивна опозиција, која што ќе збори за развој на образование, развој на здравство, инвестиции во Ние ќе социјала. предлага подобри работи од политиките и мерките на власта и така ќе си го вради колку толку Кредибилитетот. Катастрофален. Така. Ете тоа е тоа. Никој нема Ајде проблем. да се вратиме малку на предметите. Ајде на предметите. Дали си оптимист за СЈО бонусите дека ќе се врати во постапка? Бидејќи е во вишото. Во вишото обвинителство на преоценување, знаете дека оделот за организиран криминал се откажа, нели, во вишото, по преставка и по жалба од електростопанство и други. Јас мислам дека тоа е клучот на разрешување на состојбите во јавното обвинителство. Значи, го земам како орган. Со сите организациони единици, пак ќе кажам, организиран, висши обвинителство, основни. Во републичкото, Да. ги има во скопското најголемото, Така. ги има во организиран, така. ги има во вишо, Во вишо, така, во сите. и ги има во штип. Во сите висши обвинителства ги има. И сега вие одеднаш, значи, кога викате сите бараме да равчистиме. Зошто? Затоа што тие предмети беа политички монтирани. А за се што е политички монтирано, немат резултат, односно... Кои лекции не ги држи страна? Да, и сега... За човекови права, за процедурални прашања. за све. И сега тие луѓе да не сносат одговорност, мислам дека е недозволиво. Не, има и една друга, може би нема да ме свати. Се наградува. Ти би требало да ме сватиш. Зошто бе само Катица да страда? Така. Ај кажи ми, само она ги гонеше тие предмети и ги истражуваше? Така. А таа беше шеф, таа координираше и секако треба да одговара. Така. Абе, овие други беше И сите кои што работеле, она точно знаат кој предмет на кој го делегирал. На кого го делегирал. Јајте сме пензија, луѓе. Абе, ти се случило ли на јавна на пресконференција на микрофон обвинител да поднесува да излага битие на кривично дело. Те молам, кажи. Ама нема, јасно. Те молам да ми кажеш. Нема, ама пазете. Тоа Фатиме се го правиш. Ама тоа е нивното незнаење. Нивниот капацитет. Ајде сега да се вратиме. Кој ги регрутираше тие? Значи целото специјално обвинителство, Бубески, не знам, кажи го... Ја го знам врвот, Зоран Заев. Така. И овој министеров. Он е многу близок со оној Трајче Пеливади. Бели? А Бели кај беше? Кај ти е тука Бели, Джез Бели? Амбасадорот? Да, ти од нас. Ја прво си гледам во дворот. Не, ама јас ти кажувам... Валканата работа во мојот двор, а после гледам кај комшијата. Не. А иначе во право си. Тоа е врвот. Затоа што од таде дојде пржински притисок, влада, не знам ова, не знам тоа, Заев исполнуваше све што ќе се му се наредат, све што ќе му се нареди. И сега се поставуваат прашања, кој ги регрутираше? Значи, кој ги регрутираше тие луѓе? Што ме тоа така, вие гледате сега. Тие луѓе мора да се соочат со одговорност. Вие за 2 години ништо да не изработите, политички да гоните луѓе и да не носувате толкова штета на државата. Бонусите само да растат. Изгора на тоа да се наградите со 200... Неправилно, незаконски, неуставно. Да се наградите со 200.000 евра. Противзаконски, надвор од плата, надвор од се, противзаконски, противуставно и така натака. Дури, пазете, ние сите, јас и ти и сите други, како викаме, специјалното јавно обвинителство е вон уставна категорија. Диво место тоа. Диво место. Тоа е башка прашање. Како викаме, тоа е башка прашање и затоа ние кога разговараме и кога ги правиме тие анализи за
надлежностите, функциите, расчистувањето со организираниот криминал, расчистувањето со олигарсите во Република Македонија, расчистувањето со сите оние негативни тендери и последици кои што години наназад биле давани во здравство, во образование и така натака и така натака. Ние се додека тоа не го расчистиме со рекет, знаете како викат одредени бизнисмени? Одредени бизнисмени викат, нас ни бараа пари за да не процесуираат. Тоа Боки го правеше со неговата телевизија, Македонски инсайдер. Да, тоа беше... Ми ја зедува идејата, ја кога воде повторната истрага за несреќата за Трајковски, кога се завршивме, ја сакав да направам цел еден серијал Македонски инсайдер, аплицирав ми во агенција за филм, дури и не одобрија средства, дојде новата власт не ги зедува средствата. Голема амбиција имавме да покажеме што се случило, што се направило. Го скрнавија изразот на оваа Бранкица, или како се викаше, од Белград, српски инсайдер, они Македонски инсайдер, на првиот чекор се сопна. Мене знаете за кој новинар? Ги открија дека уценува се доајени новинари. Знаете за кој новинар таму ми беше жал? Што едноставно се изгуби, се повлече скоро. За Јадранка Костова. Таа е дете на млад борец, дете на знаете, и таа како новинар, таа како и од тогаш таа и се повлече. Се повлече, скроз се повлече. Скроз се повлече по... Добро, таа имаше своја специфична тежина. Специфична тежина таа си имаше. Другиве се си беа на странска апанажа. Сите си беа, ама Јадранка... сега на Боки. И сега вие кога ќе погледнете, например, мене ми е жал за такви новинари, за такви интелектуалци. Ме сваќаш, што не можам да кажам за некои други новинари, кои што се малтене на платен список, ама добро, тоа се ние, они си уредуваат емисиите, они се одговорни уредници, они нека си ги носат проблемите, но јас викам, тие не се достојни да создават јавно мислење. Да се објават списоците, платниот список на војната, грчка тајна служба преку амбасадата, преку ние тоа го чекаме од Бугарија. Канцеларијата, не, се зборам за Грција. Добро, ајде. А потоа за амбасадата за Грција, разузнавачките пари што доаѓаат. Така? Ке дојде ден кога ќе ги видиме тие списоци. Мицотакис ги најави 150 милиони за името, 150 милиони. Сите тие пари. Што мислиш, Заев блиско е или не е блиско? Многу е блиско. Само прашање е кога разузнавачите кои што го донесоа Заев, кои што го обучува и го инсталира, иначе капацитетот негов е познат. Горни Милановац, продажба на пиперки. Да не се лажиме, тоа е интелектуалната тежина. Стигнал Бостон до Белград? Не знам дали стигнал со јаготките и со корнишоните, стигна само до Валандово и во Анска река ги фрлија. Но о том потом. Но тие што ги инсталира, кога тие ќе одлучат да ги пуштат низ вода, тогаш ќе излезат тие пари. Ќе излезат врховистичките пари за Бугарија. Значи постоите, но трибуна екипата се расшири Прилеп, Битола, Охрид, Велес, Струница и Штип. Да, основано сомнение постои, значи основано сомнение и се чекаат документи за 250 милиони евра дадени за бугарскиот договор, за протоколите, за договорот, за све. Опа, не сум го чул дека толку е сумата. Опа, јас ова го имам зборено пред 2 години. Да, ама сумата не, мислам, не памтам. Не, и сумата, Љупчо Цветановски. Да, и кај Драган, и кај Љупчо Цветановски, и кај Томич, и секаде. Ама не памтам сума. 250, значи во игра се 250 милиони. И затоа они, например, многу луѓе се плашат од глобалните светски промени. Од редефинирање, односно од банката што требаше да лапнат? Па да, тие се отаде тие пари. И нешто се збореше кој ја ги за пошта, нешто Ама Телеком, тие се тие пари. И така натаму. Има една друга афера, која што никој не ја истражуваат. Како комерцијална банка ја купи Тиранска банка? Ајде, не знам. Па не знаете, тоа треба да го истражуваат. Тоа е основано сомнение. Кажи некој збор, ајде. Еве, тоа е зборот. Значи, јас го нафрлам како предмет кој што треба јавното обвинителство сериозно да го истражуваат. Кои се тие пари? Која е таа капитална добивка на комерцијална банка? А згора на тоа, од Албанија да добиеш инвеститор за Изгејт. Каде што беше саемот, каде што...
Тоа треба да се истражи, тоа се јавни поговарања, ама тие јавни поговарања треба да се истражат. Ме разбираш, ние сега ги нафрламе, ги кажуваме и викаме луѓе, ова дајте да го расчистиме затоа што народот коментират, вријат. Низ народот вријат, коментари има. Затоа што па се претпоставува дека Изгейтс горе-доле цифрата му е околу 200 милиони. Значи целата инвестиција. Со се сите тие таму објекти, она, значи целиот тој дел од позади Континентал, со саемот, позади тоа... И прв се поплави, паси. И прв се поплави, што викаш. И сега, кога ќе ја видите целата таа структура, и малку, значи, друго сме ние например добиваме инсайдерски информации, поговарања и така натака, како аналитичари ги нафрламе. Односно, ги презентираме како допрен глас пред јавното обвинителство и пред другите органи, за да они сериозно се позанимаваат. Ние не викаме дека има криминал, него викаме која е таа капитална добивка. Да. Видете, вие сте надлежни да истражувате, не сум јас надлежен да истражувам. Или дајте ми мене овластување, па јас ќе одам ќе истражувам. Ама многу се млитави. Сија се предмети од Министерството се пратени во јавното. Така. Сија се предмети од финансова полиција се пратени. Ајде да ги земеме и овие, сега веќе им падна рейтингот поради кривичната пријава на претседателката ДКСК, комисијава антикорупцијска. Да. 200 и кусор предмети. Па сега извинувам, претходната состав и председателка се утепаа работејќи. Ама Сотире, во мојот Што е работава сега? Зошто обвинителството е тромо? Полицијата работи, финансовата полиција работи, другите агенции за перење пари, царина, еден од предмети сега така, и одма ги пушта. И сега вие пазите, при толку, ама зошто викаме ние? Зато се направи тие фамозно лоши измени на ЗКП. Кога истрагата ја водеа ние, полицијата, царината, во делот на криумчарењата и на царинските измами, и финансиската полиција, и агенцијата за перење пари и така на комисија, значи сите, кога надеа, значи кога ги водевне истрагите, ние соработувавме, имавме на врвот истражен судија. Истражниот судија, со целиот предмет, кога ќе го доставевне ние до обвинителство, тој чекаше изјаснување на обвинителот. Обвинителот можеше да се изјасни. Има елементи на кривично дело што се гони по службена должност или нема? Ако нема, мораше да дадите образложение и да го извести подносителот на кривичната пријава зошто нема. Зошто нема, заради кој? Или да побарат дополнување и со јасни насоки. Превземете тоа, испитајте ова, проверете оваа состојба, проверете оваа состојба. И тогаш имавме една нормална истрага, законита истрага, во која што законита истрага имавме тројна контрола. Значи, извршната власт, истражниот судија и јавниот обвинител. Значи, они го припремаа обвинителниот предлог или обвинителниот акт. И секој пред секого, но денеска вие јавно луѓето зборуваат. Абе јавните обвинители, од јавното обвинителство направија тезга. Коцевски Љубомир. Тезга брат. Поголемо здраве. Тезга. И сега вие едно многу важно прашање да те прашам пред да привршуваме. Негде видов дека многу интересна стручна изјава даде. Имаме ли шанси да се справиме со генерацијското малолетничко насилие во основните и средните школи? На тој план моментално не стоиме добро. Гледам и државата и општеството и образовниот систем и превентивниот систем и репресивниот систем се координираат. Имаме ли шанси да се справиме? Вака сега. Јас по некоја логика, тогаш бев помошник директор, кога се носеше во Бирото за јавна безбедност, кога се носеше законот за малолетничка правда, каде што се предвидени и санкции, сите действија, знаете, за деца над 14 години до 14 години не се кривично одговорни. Но секогаш ние сме имале домови воспитно поправни, домови за малолетници. Значи, каде што
се одеше дотамо главниот збор да го води Министерството за труд и социјална политика, затоа што главниот збор на Министерството за труд и социјална политика е единствен овластен орган кој што може да задиркуе во правата на родителите. Одземање на деца, одговорност за запуштање. Во услови да имаме развиена социјална служба. Во социјална служба. Значи, ако нешто сега во моментов на нас ни фалит на превентивен план, зборам на превентивен план, ни фалит точно Центарот за социјални работи и во Министерството за социјални работи, како и зајакнување на улогата на психологот и педагогот во училиштата. Ние, како држава, имаме капацитет, имаме знаење, имаме образован кадар, само требаат образованиот кадар да се распореди на вистински места, на прави места, а не луѓе со фалсификувани дипломи и со купени дипломи да водат една област, да водат една суптилна област. Пазете, треба да имате, јас што викам она полициски ние, пошто сме првиот контакт со малолетникот го има полицаецот. Полицајецот, значи, му требат на полицајецот посебни обуки за постапување со деца и со жртви на семејно насилство. Значи, не може полицајецот да појде тама, ајде бе оваја, морална или неморална. Не е негово да одлучува дали е морална или неморална. Дали е жртва на насилство, да спречи, дали е жртва, да заштити, да ја обезбеди и да извести соодветен, овластен односно обучен инспектор од Оделот за социопатолошки работи и малолетничка деликвенција во МВР, да известат социолог, Министерство за труд и социјална политика и никој додека не се екипират екипата за вршење на разговор, да не вршите разговори. При владата едно-две координативни тела се направени, се работи. Да, се работи, ама се работи на измени. Јас верувам во министеров Џоко, нека ме простит господин Џоко. Не, добро. Подкаст е ова, може. Да, не, ипак функцијата. Да. Функцијата мислам дека треба да го ословуваме, онака како што му е функцијата. Нека ми простит господинот. Мислам дека има капацитет и знаење точно заедно со господинот Тошковски да седнат и да направат една целосна анализа и образовниот систем, секако образовниот систем да направат една цел и да се види кои делови треба да се изменат и во законите. Едно близ прашање. Јас сум за. Дали си за казнување строго на родителите? Да. Чии деца ќе направат? Да, запуштени. Они не ги прават кривја. Ама, тоа е многу осетлива материја. Видете, не можат они да воспитуваат деца насилници. Не, ама дозволете, знаете што е проблемот? Проблемот е трката по пари. Трката по пари и создадените социјални разлики во системот, во општеството. Тоа е многу битно. Стратификацијата не отиде тоа е многу високо и многу долу. И многу долу. И затоа тука треба да дојде до израз. Затоа викаме социолози, психолози во училиштата и така натака и така. И добар е потезот ова што го направи градоначалникот на град Скопје и градоначалниците на Газибаба, на Карпош, на Центар, што викаат за децата, за првачината униформи. Бесплатно. Нема ништо. Бесплатно, нема Англија ништо. со векови го прави. Да, и тоа треба да ни го покриет она, да е покриет она социјална разлика. Не може некое дете ми дошло на пример со Томи Хилфигер или со Лакост и ова и она, некој едва купило патики од 300 денари, од 500 денари, ме разбирате? Значи сите тие автомобили бесни со автомобили бесни, така прават и така натака. Мислам дека затоа реков и превенцијата, превентивната работа на полицијата е точно тоа. Но треба да се, јас 1000 пати сум кажал и повторно сега пак ќе кажам, јас секој пат сум на страната на сите тие служби, значи зборам образование, социјала, полиција и така натака, како што НАТО си го реши статусот и стандардот на војниците, на платените војници, нивниот социјален статус, зборам за платата, така мислам дека владата треба да размислуваат за социјалниот статус на овие вработени во овие институции, затоа што навистина примањата се за едно поцелисходно истражување и реорганизирање.
Мислам дека ми простати во владата, ама тоа е тоа, знаете, полицаец со 32-3.000 денари го држиш со плата, со ноќни, со сменски, со прекувремени, со све. Мислам дека треба да се подобри нивниот статус. Истото важи и за социолозите, за педагозите, за професорите, за наставниците и така натака. Му дошло дете, он треба да воспитува и да образува дете, татко му имат милиони евра, што викаш му дал джип од 200.000 евра, доаѓаат со джип од 200.000 евра на школо и односот на негов и према професорот и према педагогот и према психологот е подценувачки. Мислам, тука треба малку да се... Од последната смена на власт се створи, ама со факти и аргументи, една матрица негативна, или си во Македонија, или си на власт, или си во затвор. Да. Бидејќи овие 2 години немаме такви работи, дали си оптимист дека ова матрица ќе падне и ќе си дојдат работите барем колку толку нормално? Јас мислам дека веќе таа матрица е срушена. Така. Срушена, значи има позитивни работи, ова што го кажа за господинот Джоко, министерот за труд и социјала, за госпоѓата Весна Јанеска, за господинот Тошковски и така натака, значи во тие министерства, значи носителите на ова област, особено после овие силни 2-3 грозоморни настани кои што ни се случија во делот на семејното насилство, мислам дека се презедоа силни мерки, се работи силно, но треба да се доекипираат тие ресори, тие подрачја, за да можеме да се справиме со врсничкото насилство и со семејното насилство, кое што се рак рана на општеството, и затоа ги поздравувам сите градоначалници на градот Скопје, не само во градот Скопје, во целата држава, кои што се залагаат за бесплатни униформи да им се дадат на децата, за да барем колку толку ја ублажиме таа социјална разлика. Сега за крај, имам дилема. Прво мислев, прашање ти поставам, а сега гледам во позитивно оптимисти. На коментар. Не, нема да коментирам. Ја го прифаќам твојот коментар. Не. Во оптимисти, сега да те прашам, можно ли е сега во Македонија политика без валкан бизнис, или да можеме да констатираме, да, можна е политика без валкан бизнис? Твоето мислење. Види, јас за тоа сум кажал. Во Македонија сега се создават една работа која што е прв пат овде ќе ја кажам. Повели. Равчистување, односно сечење на папучната врска помеѓу политичките елити и криминогените елити. Зошто ова го кажувам? Затоа што најголемиот дел од криминогените елити, во организираниот криминал, наркодилери, наркобанди, платени убици и така натака, веќе се изолирани, се во затвор, и на друга страна не се присутни во политичките елити. Да. Значи не се присутни како што беа присутни во претходната власт. Мислам те разбирам, комплетно те разбирам. Значи и така и да остане. Тоа пресекување на таа папучна врска помеѓу политичките елити и организираните криминални групи мене ми дават за право, овде прв пат јавно ја кажувам, јас секој пат сум ја поздравувал, дека дефинитивно ќе равчистиме она што викаме. Имаме плава мафија, црна мафија и бела мафија. Сега, црната мафија ја тргаме сите настрана, тоа е религијата и таму никој нема можно да се меша, таму нема даноци. Но, плавата мафија е државата. Државата дозволува толку криминал на улица колку што може да го контролират. За на народот се чувствува безбеден и сигурен. Ние тоа сега го постигнавме. Добро. Значи го постигнавме, ја контролираме целокупната територија во државата, го контролираме криминалот, мафијата не може овие организирани криминални групи да ни избеснуваат, да прават престрелки по улици, гледате ги, нема тие престрелки и така натака. Затоа реков се пресече таа папучна врска помеѓу политичкиве елити и криминалниве банди, каде што нормално беше на највисок степен издигната и корупцијата. Вие знаете како ни бега луѓе од затвори, од ова, како се внесува, како кучето го бараше саатот и така натака. Значи, Ролекс, сеца и штипски затвор. Значи сето тоа и мој кочанчанец. И врската помеѓу
криминалниве групи и судството и така натака, мислам дека ова влада во овие 2 години, благодарение, значи, да не речам сега да не го испадни дека си го фалам само министерот Тошковски, него целата премиерот на чело, премиерот и целата влада, мислам дека го положија испитот во борбата против. И се очекуваме уште повеќе. Уште подобри резултати. Ѓурчевски, значи нека биде така, нека биде подобро, што би се рекло од твое уста у Божи уши, и ја полека би ја привршил ова емисија. Ти се заблагодарувам што се видовме на радарот. Мислам дека убаво се прикажавме. Ние на секој гостин му даваме по некоја книжуле. Денеска 2 книги одвене за тебе, Вселена на брендови и еден толковник брендинг, advertising, public relation. Ти си човек од јавноста, се повеќе и повеќе те бараат, бидејќи твојата експертиза, особено криминалистичката, и правната ти се многу јаки и едноставно ова е за настапи во јавности, ова е малку брендирање, ова е како да создадеме... Знаете, мене основни предмети и на магистерските студии и на докторските студии ми беа кривично право, казнено право, организиран криминал и криминологија. Ајде од тие сите области да направиме брендови, позитивни, кои ќе ги спречуват сите негативни работи, а процесите веќе се почнати. Повелијате. Благодарам многу. Чест ми беше што бев ваш гостин, што си разменивме мислења за сите области, и пак сме си ние долги годишни пријатели, соработници и така натака. Ќе се видиме многу скоро во еден друг формат. Да, и како такви ќе си останиме за секој случај. Ќе се видиме во еден многу поголем проект, па некаде таму, мислам, во септември. Од септември ќе видиме кога и шо како, ама сега нема да кажеме. Како и да е, по втор пат или трет пат ти благодарам. Добро здраве, долг живот и анализите да ги пласираш како што досега знаеш, па дури можеш и почесто ти кажам, бидејќи се потребни твоите анализи. Исто да си ми жив и здрав. Да си ми здрав и живи, да си ми здрав и живи. Ова беше подкаст Радар, ова беше разговорот со Љубомир Ѓурчевски и мислам дека го задржавме вашето внимание. До нашето следно дружење, останете ми живи и здрави.